Образованието е еден многу важен процес од животот на секоја личност. Токму поради тоа ние се залагаме за децата кои што престојуваат во воспитно-поправните домови да имаат постојано образование. Како група дојдовме до неколку точки кои што би ги нарекле како препораки за остварување на ова решение. Да се постигне системско решение во тие домови. Со самото тоа би можела да се дојде до повторна интеграција на децата во општеството. Јас ќе кажам накратко за ВП-дом Тетово. Ја морам да напоменам дека кај нас нема образование. Ние бараме официјално решение да се реши проблемот со образованието и да биде еднаш и за секогаш. Врсничката медиација е процес во кој што самите врсници им помагаат на своите врсници да ги надминат конфликтите со кои што се соочуваат. Битното кај врсничката медиација е што засегнатите страни заедно седнуваат, ги искажуваат своите ставови, своите мислења, своите чувства и заеднички доаѓаат до решение. Во следниот период ние планираме нашата иницијатива да ја имплементираме во 2 до 3 средни училишта. Се надевам дека со помош на институциите и сите вас присутни ќе можеме следниот пат кога ќе се видиме да говориме за врсничка медиација на целата територија на државата. Овие насоки и совети ги составивме во форма на целофатен прирачник за отварање на клуб. Учеството во ваков тип на активности го ограничуваат времето, што е достапно за помалку конструктивни активности, како што е гледање телевизија или за вклучување во ризично однесување. Бенефити кои што би го имало општеството од истава иницијатива. Најпрво, модернизираност на училишните програми и системи. Преку клубовите, учениците го надоградуваат веќе стекнатото знаење од училиштето и добиваат нови идеи за тоа како да учат и како би сакале да следат настава. Со тоа би можело да има транзиција од типичниот начин на учење кон начин кој може да е поефективен и поинтересен за учениците. Целта на нашата иницијатива е веќе постоечките механизми, институции кои постојат да бидат идентификувани и да бидат подостапни за младите. Овде се сите механизми за што служат и што може да пријавите во истите. Ги мапиравме сите системи, сите можни ресурси каде децата, младите може да пријават доколку се дел или се во конфликт. Ние сме сведоци на се почесто врсничко насилство. Сега би сакале да ви го представиме завршниот продукт на оваа иницијатива. Перформанс во форма на форум театар не за насилството. Кај сте, клошарчиња? Што правите, декенчиња? Кај сте, бе? Види ги? Како сте, бе? Класу! Се спремавте за тестот, бе? Брат, Мари, што правиш со кисичката? Бе, цвикерашу, види, што гледаш со овие? Сите на место! Што е ова, детска градинка ли? Не, професор Кетандра. Тест. Имавме шанса да видиме дека една улога може да направи промена и дека сепак бројката представува нешто кое што е од голема значајност и дека тројца се посилни од еден, но без разлика на околностите, секогаш има простор за промена.